Станица 5 од Прилеп во Долненското село Ропотово го одржа завршниот настан од проектот Паметно зелено село за одржлива иднина, кој што се спроведуваше во изминатите 12 месеци. За време на проектот се отвори и зелен ресурсен хаб во просториите на општина Долнени, каде што граѓаните за целиот период може да се информираат за спроведување и имплементирање на зелените практики. Изработивме десетина индивидуални планови за енергетска ефикасност на локалните домаќинства, со кои што им дадовме директни скроени померка совети на локалните жители како со минимални вложувања во рамки на нивните домаќинства можат да ја подобрат енергетската ефикасност. Одржавме 3 работилници со кои што опфативме 40 жители, со кои што спроведовме едукација за енергетски ефикасни практики во домовите, преработка и селекција на органски отпад и производство на енергија од обновливи извори. Дополнително, нешто што го спроведовме како пилот иницијатива тука во општина Долнени, поставивме еден колективен систем за преработка на органски отпад и негово компостирање, преку поставување на 2 станици во селото Ропотово за собирање на органски отпад и 1 станица за компостирање. Оваа активност ја спроведовме заедно со општина Долнени и тука денеска го имаме и првиот продукт, односно првиот органски хумус кој што го произведовме од станицата за компостирање поставена во село Ропотово. Ова е еден прилично одржлив и лесен за имплементација механизам во кој што особено во помалите средини со минимални вложувања може значително да се намали количината на отпад која што ја генерира заедницата, а дополнително и од органскиот отпад да се произведе корисна материја, односно органски хумус. Сега процесот на компостирање го имплементира самото јавно комунално предпријатие и локалните жители, така што овој процес во иднина може да се одвива и без интервенција на граѓанскиот сектор. Причината зошто овој проект избравме да го реализираме на ваков начин во едно рурално место не е затоа што сметаме дека руралните средини немаат знаење или тие се оние кои што треба да ги едуцираме и да ги напредуваме во поглед на зелените практики, туку токму напротив, затоа што сметаме дека во руралните средини кај руралните жители лежи најголемиот потенцијал за имплементација на зелени практики. Сите иницијативи кои што водат кон процесот на унапредување на процесот на праведна зелена транзиција можат најдобро да започнат и да се пилотираат токму од руралните средини. Исто така, се направи и предфизибилити студија за утврдување на потенцијалот на селото Ропотово и неговата околина за поставување и изградба на соларни фарми, односно производство на електрична енергија од обновливи извори. Со овој документ се докажува дека самата локација има огромен потенцијал за искористувањето на сончевата енергија. Овие капацитети би имале екстерно мало влијание врз животната средина, практично сведено на нула, а од друга страна бенефитот за жителите би бил огромен. Имајќи предвид дека од аспект на урбанистички параметри не може да бидат во локалната, односно во урбаната граница, истите треба да бидат лоцирани некаде периферните делови на селото, кај што се разбира не би сметале ни на локалните жители и генерално би биле површини кои што би имале пониска бонитетна класа, нели под 4, односно 5 до 8, земјиште кои што не е земјоделски обработливо, така што не би се уништувале обработливите земјоделски површини, односно простори кај што нели генерално не се користат за ништо и имаат поволна локација за да се изработи и да се постави ваква соларна фарма. Бенефитот на жителите од соларните фарми? Бенефитот генерално исто се разбира кој би го инвестирал. Првенствено е доста важно се спомне дека во новиот закон за енергетика се препознаени енергетските заедници, така што и самите жители би можеле да бидат сопственици на ваква соларна фарма и генерално тие директно сите бенефити ги користат, но се разбира самата инвестиција треба да предвиди и по консултацијата на сожителите, да предвиди доста транспарентно за сите одлуки во рамките на ваква инвестиција, а се разбира се отворени нови работни места, да се намали цената на електричната енергија, се воведи практично користена енергијата од самите фотоволтаици. Проектот финансиски е поддржан од Фондацијата Отворено општество Западен Балкан.